Лига на шампиони, време е за финале, време е за еден фудбалски спектакл кој годинава ќе биде на самиот Босфор во Истанбул или Стамбул град, популарниот, каде што фудбалските копија ќе ги вкрстаат Манчестер Сити и Интер Милано. Прекрасен дуел, што да се каже, еден вистински предизвик, еден спектакл, пак ќе повторам. А колку времето брзо минува, ова што го гледате како декор на наша вечерашна емисија, финалето од Милано 2016 година, како да беше вчера, се играше на 28 мај 2016 година на Сан Сиро. Тоа е на некој начин заокружување врвот на финалињата од кои како новинар на Скок сум присуствувал и сум известувал. Финалево кое доаѓа во Истанбул, каде што тимот на Скок ќе биде присутен на лице место, каде што продукција Скок ќе се обиде да ја долови атмосферата, да го прикаже она што навистина е привилегија на мал број луѓе да бидат таму на самиот стадион, околу него, во пресцентарот, на пресконференциите, на тренинг сесиите на двата финалиста, е навистина привилегија која лично сите оние чинители на Скок не се малку биле и уживале во тие моменти. За Истанбул, за Олимпискиот Кемал Ататурк стадион е поврзана и она најубавото, најдраматичното финале, официјално прогласено во анкетата на УЕФА. Зборуваме за финалето 2005 година, каде што исто така бев присутен и известував за тогашниот неделен спортски магазин Скок и веќе беше се назираше порталот Ирелевантно, кога Милан водеше со 3:0 на полувреме, а некаде второто на самото полувреме навивачите на Милан водеше со 3:0, на самото полувреме навивачите на Ливерпул го скандира името на Рафа Бенитес и настана едно вистинско лудело во вторите 45 минути кога Ливерпул издрани на 3:3 и подосна да преку изведување на пеналите стигна до победничкиот трофеј на Лигата на шампионите. Интересно е архивата, точно записникот од тој надпревар. Ова е навистина еден прав раритет, едно, би рекол, богоство, една фудбалска педантерија, која е мојата маленкост во прашање. Значи, видите го составот на Милан: Дида, Кафу, Малдини, Шевченко, Гатузо, Креспо, Неста, Сидоров, Пирло, Кака, Стам, холандјанецот Стам. На другата страна Ливерпул: Дудек, Хипија, Барош, Рисе, Жерард, славниот Жерард, Луис Гарсија, Чаби Алонсо, која е сега апсолутно актуелен или како тренер, Траоре, Карагер. На клупите Рафа Бенитес и Карло Анчелоти. Едно вистинско уживање. И погледнете, сум го сочувал записникот подален на полувремето, кога Милан води со 3:0. Ова е Лигата на шампионите, ова е тоа возбудување. Логото на Лигата на шампионите со Истанбул. 10 јуни повторно сме во Истанбул, повторно на истиот стадион, Олимпискиот Кемал Ататурк стадион. Спомените се тука, се навраќаме наназад. Реков, подготвуваме едно убаво патешествие, една патописна репортажа, да видиме на некој начин Скок Road to Истанбул. Како тоа го планираме, како ќе оди во продолжение на емисијата. За да стигнеме втор пат на финале на Лига шампиони во Истанбул, нели после првото финале 2005, еве во второто 2023, целата оваа убава приказна на Скок и Лигата на шампионите е почната
значи на 23 мај 2001 година, еве го, од жолтите страници на Скок, ова спортска мајца од Милано, која е 22 години, само по себе покажува колку е и длабока, колку е голема таа традиција на самата Лига на шампионите на Скок. Тоа беше првото финале на Скок, каде што бе присутен известно Бајер Минхен Валенсија на едно прекрасно финале. Впрочем, ретко кога финалињата на Лига шампионите знаеле да не ги задоволат љубителите на фудбалот. Таму почнува приказката 2001 година, а во оваа прилика кога се наоѓаме на патот за Истанбул, редно е да подсетиме дека пред годината пред короната, 2019 година, Скок, продукција Скок, тимот на Скок беше присутен на финалето во Мадрид, каде што игра два англиски клуба. Еве го, Ливерпул, Тотенхем, овој декор, ова шалче не подсеќа на тоа. Наташа Петровска-Дургутов беше специјален известувач за спортскиот портал Скок од Ванда Метрополитано. Тоа е исто една приказка поврзана со Лигата на шампионите, а навраќајќи се наназад, доаѓаме до 2004 година Гелзенкирхен, кога славниот Жозе Мориньо со неговиот Порто тогаш успеа да го освои Лигата на шампионите против Монако, кој пак го водеше Дидие Дешамп. И тоа е дел од мојата историја. Сум бил и 2004 година во Гелзенкирхен. 2005 година веќе го објасниме. Забележавте во нашата вака малку модернизирана најавна шпица од тогашниот Кемал олимписки стадион Кемал Ататурк, кој тогаш се уште се градеше и правеше. Можете да забележите дека асфалтот недостасува таму каде што стои мојата маленкост пред портите на Кемал Ататурк. Ќе видиме сега како ќе биде, ќе ги прикажеме овие слики живи и здрави сабота недела, ќе има продукција на нашиот YouTube канал. Сето тоа најверојатно изменето до терено. Оваа традиција, оваа убавина на Лигата на шампионите е зачинета со многу ситни нешта кои го прават животот богат. Значи, зборуваме за овие капи кои се символ на финалињата на Лигата на шампионите, кои ги има колку што новинарите на Скок биле на финалиња, и би сакал вака и да се пофалиме и да ги презентираме. Ова е на колекција, на наша колекција на Скок, на мајсторот на видеата, мајсторот на овие слики, мајсторот на продукцијата, кој се тоа го продуцира откако постоиме како YouTube канал, Наташа. Еве го Минхен финалето 2012. Значи Челси и Бајер Минхен. Капите никогаш не ги лажат противниците. Вембли, исклучително едно добро финале 2011 година со Алекс Фергусон. Барселона беше на другата страна. Интересно. Мадрид 2010. Повторно сме со Жозе Мориньо, но и нашиот Горан Пандев. 2010 година во Мадрид Горан Пандев со Интер стана европски првак. Еве таа капа од финалето 2010 година. Интер игра во финале после 13 години. Доаѓаме до Рома, Рим, 2009 година. Еве едно убаво капче со убава боја. На Олимпико, славниот Олимпико, каде што дебитирав на моите мондијали, на моите 9 светски првенства. Едно прекрасно финале 2009 година исто. Убав надпревар. Па овде е Москва, 2008 година. Дуел пак на две англиски екипи, Челси и Манчестер Юнајтед. За ова финале ќе следи една специјална приказна како тогашниот тим на Скок, сегашната продукција на Скок, успеа за помалку од 10 часови од Скопје преку Белград да стигне до Москва и со помош на стафот на УЕФА да влезе и да го гледа ова финале. Ова е посебна приказна. Ќе имате прилика. Финалето во Атина.
комплет екипа на скок. Беше ваму средби со денеска во нашата лична скокова архива постојат фотографиите на Наташа, нашиот продуцент, со Франц Бекенбауер, со Карл Анчелоти, со Рафа Бенитес. Мојата средба со Франц Бекенбауер и кусото интервју во финалето пред Атина. Многу убави моменти и се тоа буди навистина емоции. Еден прекрасен дрес од Лондон, финалето на Вембли. Искрено и како нов не е облечен, многу ми е драг, бидејќи сум еден од ретките кои бил и на стариот и на новиот Вембли. Ова финале 2011 беше страшно добро финале, не само ради прикажање во фудбалот, ради амбиентот. Една добра, прекрасно сочувачка Адидас. Адидас, да. 2007 година. Тоа е дел, тоа е овие сувенири, овие дребули, овие драгоценности се фактички вовет во патот на скок, во најновиот пат на скок до Истанбул, 10 јуни 2023 година. Она што е интересно за сето ова што го зборуваме и што е поврзано со финалињата на Лигата на шампионите, се некои стереотипи за кои, еве ќе кажам избор 2, значи УЕФА буквално робува на некои нешта, конкретно кога ве прашање Адидас и неговата опрема тие договори, можете да видите дека сите капи се од Адидас фирмата, дресовите, еве ги на самите нив. На сите овие производи се као заштитен знак на УЕФА. И второто, робување стереотипи, не знам како да го кажеме, е Хајнекен. Ова се навистина по мене како еден љубител на овој напиток, да кажем, на пивото, навистина ретки сувенири. Еве го финалето од Вембли, Хајнекен, финалето од Вембли, стои овде кој сувенир. Финалето од Мадрид 2010, повторно Хајнекен. Еве го, се гледа. И ова, и она што е интересно, просто се чудам како се тоа останало неиспиено, недопиено и се уште обстојува. Рим 2009 година, пиво Хајнекен, гледате, стои затворено. Очигледно сме имале богат пречек во Рим, кога покрај таквата страст и жените уште ова пиво сме успеале да го донесеме во Скопје и години поред од 2009 година до 2023 година да обстојува со затворено капаче. Во овој контекст на овие конвенционални однесувања на УЕФА, она што продукција Скок и јас лично како Мијалче Дургутов го знам, го добивам како ексклузив на УЕФА Медија ченелот, каде што оди целиот процес за акредитација и каде што новинарите секојдневно се бомбардираат и брифираат. Има многу работи кои секако и другите портали, другите новинари, па и кај нас ги пренесуваат. Меѓутоа, има две работи кои навистина се помалку фасцинантни и кои за прв пат се случуваат на финалето на Лигата на шампионите. Значи, освен отвореноста на Accreditation Center, односно центарот за акредитација кој ќе работи по 10-12 сати дневно, за да може таа армија на новинари, 10, можеби 15.000 од разноразни медиуми, електронски пишани, сајтови, печатини, радија, телевизија и така натаму, да се акредитира. За прв пат во историјата на Лигата на шампионите, пред центарот, оној глобален простор каде што новинарите се собираат, се дружат, јадаат, се освежуваат со пијалоци, комуницираат меѓу себе, праќаат извешти. За прв пат ден пред надпреварот ќе биде отворен некаде 15-16 часот по македонско време и ќе работи до
21 часот и после тоа се затвора, значи се проследуваат пресконференциите и тренизите на двете екипи кои се поместени една преку друга. Секако тренизите се отворени за акредитираните новинари. Пресконференциите исто така ќе бидат лимитирани, меѓутоа и за прв пат ќе биде системот кој прв ќе дојде, тој прв ќе седне. Другите нема ни да влезат, нити може да известуваат. Малку чудно. Фасцинатно е како истиот тој прес-центар. Имам огромни искуство за ова, значи реков 10 финали на Лига шампиони се за мене, да не ги броиме европските и светските првенства, сите оние големи стадиони. Прес-центрите работеле по 24 часа. Во Москва прес-центарот 2008 година, последна преврцело како дигресија за да објаснам што е прес-центарот на финалето сега во Истанбул, работеше до 4,5 часот наутро. Со обезбедување, со колачи, со пива, со чаеви, со кафиња. Се раздини 5 сатот, се отвори метрото во Москва и сите новинари буквално не беа избркани, туку сами си отидоа надвор од прес-центарот. Во Истанбул, за 3-4 дена, 10 јуни, прес-центарот се отвара во 18 часот. Значи, сите акредитирани новинари кои претходно ги потигнале своите уредни бечови акредитации, ќе можат да влезат на Олимпискиот Кемал Ататурк стадион дури некаде во 18 часот, некаде на 3 часа пред самиот напревар. Раритет, тоа е УЕФА. се менува. Многу често низ животот, слушајќи ги мудростите на животот, посебно поврзани со фудбалот, сум слушнал и ми било вака кажано дословце од моите пријатели дека многу е добро кога го работиш тоа што го сакаш, па уште ако екзистираш и живееш од тоа, нема подобро чувство. Сум кажал и ќе повторам, со фудбалот сум од мали нозе пораснат покрај фудбалскиот стадион на Марјалница во Штип. Цел живот со Скопски Вардар, со македонската репрезентација, со светските и европските првенства. На сега зборуваме за финалето на Лигата на шампионите. Ова е тоа богатство, ова е таа среќа, ова е тоа што не носи со голема енергија кон Истанбул. Ова е тоа што ни ги буди емоциите и не тера да одиме напред кон Босфорот со полна енергија, со полни едра. Ова се тие акредитации издадени на Скок, на спортскиот магазин Скок, на Мијалче Дургутов и другите новинари, почнувајќи од, реков, Милано 2001, заклучно со таму Мадрид 2019. Ова е убавина, ова е раритет, ова е богатство со кое продукција Скок се гордее фамилија Дургутов. И навистина не би сакале да се пофалиме, туку само да го кажеме на помладите, ако можат да го работат тоа што го сакаат и да им биде животот уште повесел. Ако се одредат за фудбалот, може би највесел, а Лигата на шампионите е посебна радост, посебна убавина, посебен врв на клубскиот фудбал, на нешто што го гледаат милиарди луѓе низ целиот свет, а вие имате таа привилегија да бидете еден од 80.000, 90.000 ако е Вембли, или 60.000 ако е некој условно полно стадион како Олимпикот, тоа се сетив. Или Гелзенкирхен исто така, имам мал стадион, Атина, Лужники, Москва. И така натаму. Завршувајќи го ова така еден мал шлагворд на финалето на Истанбул 10 јуни, рековме Манчестер Сити Интер, каде што по 11 пат во машка конкуренција ќе бидам присутен во живо на финалето на Лигата шампионите и ќе известувам за неделниот спортски магазин Скок. 3 пати давал Скок, спортскиот портал, не влече на неделниот спортски магазин Скок, зборуваме за порталот sportmagazinskok.mk, каде што ги има сите продукции од нашиот YouTube канал. И за таа пета димензија на спортот, која оди на
новото лого подготвени за Истанбул. Во тој контекст одиме горди, срекни, со позитивна енергија, весели и тргнуваме со едно мото, едно лого, едно мало знаменце кое ќе стои на нашиот ретровизор. Што да кажам? Еве го Вардар, кога тогаш ќе игра повторно во Лигата на шампионите. Поздрав и се гледаме од Истанбул, од Босфорот. Финале на Лига шампиони 2023 година, Манчестер Сити Интер.